Почитувани гледачи, добре дојдовте во најновото издание на Урбаните вести, кое го започнуваме со веста дека во среда на 24 април ќе се одржи манифестацијата Денови на занајчиството 2013, во рамките на која Занајчиската комора Скопје ќе организира настани и активности. Потпишан договорот за заем за изградба на основното училиште Григор Прличев. Кои се последните измени од Законот за безбедност и здравје при работа? Општините Илинден, Бутел и Ѓорче Петров се вклучија кон акцијата за одбележување на Денот на планетата Земја. Градоначалникот на општина Газибаба Тони Трајковски го потпиша договорот со Министерството за финансии за земање заем од Меѓународната банка за обнова и развој. Со овој заем во висина од 91 милион денари општина Газибаба ќе гради ново основно училиште на местото на старото училиште Григор Прличев во населбата Железара. Новото училиште треба да започне со работа во 2014 година со стартот на учебната година. Томислав Атанасовски. Општина Газибаба и градоначалникот Тони Трајковски го потпишаа договорот со Министерството за финансии за подигнување заем од Светската банка за обнова и развој. Целта на овој заем, кој е во висина од 91 милион денари, е за изградба на ново основно училиште на местото на старото училиште Григор Прличев во населбата Железара, општина Газибаба. Новиот објект ќе биде современа модерна зграда со подрум, приземје и кат и подготвена статика за надградба доколку има потреба, и истиот ќе се протега на површина од над 2000 метри квадратни со капацитет за 500 ученици. Заемот е во висина од 90 милиони 584 денари со каматна стапка Евролибор, значи некаде од 0,6 до 0,8% каматна стапка и 3 години грейс период, 10 години отплата. Вкупната површина на училиштето што треба да биде изградена околу 2025 метри квадратни. Планирано е таму да учат околу 500 ученици. Во овој период, заедно во соработка со Светска банка, ја подготвуваме тендерската документација, ќе биде меѓународен повик за избор на компанија. Некаде планирано е крајот на месец август да се започне со изградба и изградбата на училиште ќе трае според динамиката за реализација некаде до крајот на 2014 година. Така да се надевам дека ако не послужи времето со добра компанија и со сите оние планирани активности ако навреме започнат, дека за 2014 година некаде септември учениците од населбата Железара ќе можат да започнат со учење во новото основно училиште. И на кулминатиот месец во основното училиште Григор Прличев се одржа промоција на проектот за изградба на ново училиште, каде присуствуваа градоначалникот Тони Трајковски, министерот за финансии Зоран Ставревски, граѓани од населба Железара и други. Под мотото на секое дете му е потребен учител, до 27 овој месец се одбележува глобалната недела за акција за вклучување на секое дете во образованието. Во рамките на одбележувањето, првата детска амбасада во светот Медјаши испрати информација до сите општини во Република Македонија и до самостојниот синдикат за образование и култура, да побараат од сите училишта поддржување на акцијата. Од Медјаши побарале во сите училишта да се одржи по еден наставен час на секое дете му е потребен учител, каде треба да се зборува за важноста на квалитетното образование и за важноста секое дете да биде вклучено во образовниот процес. Во Република Македонија над 18.500 деца не се вклучени во образовниот процес. Од нив 2000 се жртви на детски труд и над 1500 се без извод од матичната книга на родени. Учителите мора да бидат мотивирани да дадат се од себе за да обезбедат најдобро можно образование и да бидат соодветно распределени за да не дојде до тоа посиромашните деца да имаат пропусти во образованието. Секој дете во светот има право на квалитетно образование, но ниту едно дете нема да има можност да го реализира тоа право доколку нема посветен учител. Иако полека напредуваме кон тоа секое дете да биде во училиште, постои голем и постојан недостиг од професионални и добро обучени учители, сметаат во Медјаши. Сдруженијето за безбедност при работа 28 април и Стопанската комора на Македонија денеска ги објавија последните измени од Законот за безбедност и здравје при работа, кои се во полза на вработените. Деталите ги има Елизабета Дамјановска.
Правата на работниците и обврските на работодавачите беа тема на денешната конференција на Сдруженијето за безбедност при работа 28 април и Стопанските комори на Македонија. Како што истакна председателот на Сдруженијето Благоја Богоевски, за пофалба е степенот на примена на законот за безбедност при работа од страна на Инспекторатот за труд. На ваквите видувања секогаш се говори не само за обврските работдавците и работниците, туку и за правата на вработените. Законот на терен се применува. Секако има разлика во споредба со, да кажеме, изминати 10 години наназад. Посочување кон вработените, посочување кон работодавците и на некој начин подсетување на обврските кои секако се во еден заеднички интерес безбедни и здрави работни места. Агим Шакири, раководител во секторот за безбедност и здравје при работа во Министерството за труд и социјална политика, истакна дека последните измени во Законот за безбедност при работа се водат во две насоки: зајакнување на инспекцијскиот надзор и прецизирање на опфатот на здравствениот преглед. Последните измени се во две насоки. Тоа значи, едната насока е по однос на зајакнување на инспекцијскиот надзор над спроведувањето или над спроведувањето на одредбите од Законот за безбедност при работа во однос на овластените стручни лица кои обавуваат работи од областа на безбедност. Овластените здравствени установи кои вршеа здравствени прегледи, спроведувајќи го законот, односно одредбите на Закон за безбедност и здравје по однос на здравствените прегледи, согласно овие измени се регулира и со закон што како треба да изгледа таа постапка, наравно и мерките кои што за тие овластени здравствени установи кои нема да се спроведуваат. Државниот инспекторат за труд заедно со Државниот санитарен инспекторат ќе вршат засилени контроли дали во пракса доследно се спроведуваат законските одредби. Контрола ќе вршат и Државниот инспекторат за труд со Државниот санитарен инспекторат за труд, дали точно овластените здравствени установи го спроведуваат Законот за безбедност и здравје, односно овие измени, каде што е зголемен видот на прегледи со цел да вработените бидат побезбедни на своите работни места. Основните здравствени прегледи по вработен чинеа од 800 до 1000 денари, а прегледите за проценка на ризик на работното место се движат од 3000 до 5000 денари по работно место. Во општина Аеродром ќе се градат тротоари на 10 улици: Тодор Чангов, Ѓорѓи Капчев, Благоја Мучето, Василија Ѓуровиќ, Божин Николов, Горноврановска, Лисец, главната улица што се протега од Февруарски поход па се до Усијанскиот канал, како и улицата 1 во Долно Лисиче. Општина Аеродром со цел да се урбанизира руралниот дел почнува со изградба на нови тротоари на 10 улици во Горно и Долно Лисиче. Вкупната површина на новите тротоари во Горно и Долно Лисиче ќе изнесува околу 14.000 метри квадратни, а должината околу 9 километри. По повод Светскиот ден на планетата Земја 22 април, општина Бутел заедно со штитениците од Заводот за рехабилитација на деца и младенци Топанско поле направија екоакција на зелената површина на булеварот Босна и Херцеговина. Андријана Димитриевска. Денеска општина Бутел и Заводот за рехабилитација на деца и младенци Топанско поле со заедничка акција го одбележаа денот на планетата Земја. Имено штитениците од Заводот и вработените од општината го средуваа просторот пред социјалните згради на булеварот Босна и Херцеговина. Се чистеше ѓубрето, се собираше хартијата и пластичните отпадоци, а исто така се косеше тревата на зелените површини. Оваа еколошка акција беше поздравена од градоначалникот Петре Латиновски и од директорот Ацо Смоковски. Тие истакнаа дека грижата за средината во која живееме е секојдневна обврска на сите граѓани, но најмладите, дури и оние со пречки во развојот, мора да ги едуцираме и воспитуваме во тој дух. Екоакција, односно денот на планетата Земја, сакаме заеднички да го одбележиме во средување на овој стариот дел на општина Бутел. Нашите штитеници заедно со вработените од општината Бутел веќе ја изведуваат акцијата. Дадеме една символика на загриженоста која што се случува денеска со загадувањето на животната средина, па затоа почнувајќи
од најмладите генерации, конкретно и до ова категорија на граѓани, да се вклучат, за да дадат свој придонес во севкупното подобрување на животната средина. Градоначалникот Латиновски додаде дека соработката со Заводот за рехабилитација на деца и младинци ќе продолжи и во наредниот период, а дека грижата на планетата Земја не обврзува сите, без исклучок, особено денеска кога климатските промени не изненадуваат и загрижуваат, затоа што се повеќе се доведува во прашање животот на планетата Земја. И дечињата од градинката Росица во општина Ѓорче Петров се вклучија кон акцијата за одбележување на планетата Земја, во чии рамки направија органска градина во која засадија овошје, зеленчук и лековити билки. Преку оваа активност децата има можност да се запознаат со важноста на здравата исхрана и потребата од органска храна. Ивана Митковска. Со еколошка акција насловена Органска градина, дечињата од градинката Росица во населеното место Дексион го одбележаа светскиот ден на планетата Земја. Дечињата од 5 и 6 годишна возраст засеаа овошје, зеленчук и лековити билки, со што направија органска градина во училишниот двор. Преку оваа активност реализирана во соработка со општината Ѓорче Петров, децата имаа можност да се запознаат со важноста на здравата исхрана и потребата од органска храна. Од градинката истакнуваат дека дечињата таму се хранат здраво и вработените се трудат да имаат избалансирана исхрана. Во рамките на еколошките активности во нашата градинка, како дел од активностите за екоградинка, имавме задача да направиме една органска градина, која што децата, како што може да видите, сами ќе ја засеат и ќе одгледуваат во наредниот период кој што следува. Директорката на градинката Росица Виолета Саид истакна дека оваа градинка ја посетуваат околу 850 дечиња, иако таа е со капацитет до 600 ученици, и дека оваа градинка спаѓа во екоградинките, која секоја година го одбележува светскиот ден на планетата Земја. Има капацитет од 605 деца, а ние со тоа што цела среќа не доаѓаат секој ден, згрижуваме околу 850 деца. Во секој случај имаме надкапацитет, голема потреба од нови градинки. Мислам дека во наредниот период и тоа ќе се оствари, зашто во програмата на градоначалникот стои дека ќе прави нови градинки. Грижата за градината во иднина ќе ја имаат децата, кои секојдневно ќе ја негуваат и чуваат, а со тоа ќе стекнуваат работни навики и чувство за одговорност. Со повеќе манифестации денеска се одбележа 22 април, денот на планетата Земја, и во основните училишта Гоце Делчев и Ристо Крле од општина Илинден. Оваа акција се одвива во уште 52 училишта ширум Македонија. Учениците од основното училиште Гоце Делчев од Илинден со најразлични активности се вклучија во акцијата по повод 22 април, светскиот ден на планетата Земја. Дел од активностите кои се одвиваа во ова училиште беа засадување на дрвја и цветни растенија во училишниот двор, ревија на маски изработени од материјали кои се рециклираат и велосипедска трка. Нашето училиште е вклучено во екопроект и активно работи на подигањето на еколошката свест кај учениците. Стандардите според кои што работиме се заштита на вода, заштита на енергија, како и грижа за интериерот и екстериерот во нашето училиште. Сите ученици активно придонесуваат за подигањето на еколошката свест на различни начини, како што се фрлање на отпадоците на соодветно место, како што се корпите за отпадоци, како и селектирање на отпадоците, посебно хартија, посебно пластика и органски отпад. Кон оваа акција со неколку активности беше вклучено и основното училиште Ристо Крле од населеното место Кадино, каде оваа акција освен со ревија на маски од материјали кои се рециклираат и презентација од страна на учениците за заштита на земјата, учениците и вработените ја искористија и за уредување на училишниот двор. Односно учениците од лековната секција ги бојадисуваат зидовите околу училишниот двор, со што придонесуваат за поубав изглед на самото училиште. Денес во основното училиште Ристо Крле се одвиваат бројни активности. Секцијата за ликовно и сликарство ги слика околните ѕидови кои што се со сивилото ни сметаа нам во секојдневието. Потоа секцијата за програмирање и информатика ни подготви една презентација во прилог на планетата Земја. А малите ученици од 1 до 5 одделени од нижите паралелки подготвија модна ревија. Оваа акција се спроведува во 52 училишта низ Македонија, а со самата акција со која се спроведува во училиштата се придонесува за поуредени училишни дворови и поубав изглед на училиштата.
Од ноќаска на полноќ поевтинуваат бензинот и дизел горивата. Ова е првото позначително намалување на цените на горивата во изминатиот период. Согласно методологијата за пресметка на малопродажните цени, цените на горивата се намалуваат во просек за 5,33%. Тоа значи дека од вечерва на полноќ Евросупер 95 и Евросупер 98 ќе поевтинат за 4,5 денари по литар и ќе се продаваат по цена од 78, односно 79,5 денари за литар. Цената на евродизел се намалува за 3,5 денари и литар дизел ќе се продава по цена од 67 денари за литар. Цените стапуваат на сила вечерва на полноќ, ја ќе важат следните 2 недели. Еве што ќе гледате понатаму во денешното издание на Урбаните вести. Спорт. Ракометарите на Металург загубија во првиот надпревар од четвртфиналето во Лигата на шампионите. Актуел, евровизиската номера пред да се раздени доби свој ремикс. Ракометарите на Металург загубија во првиот надпревар од четвртфиналето во Лигата на шампионите против Киелце со 27:25. Ова е само една од спортските вести кои следуваат веднаш по рекламите.